Доколку во текот на денот не биде исплатена септемвриската плата, од утре почнуваме со штрајк, предупредија од синдикатот на паркови и зеленило, чии вработени и денеска го блокираа булеварот Илинден, но и пунктот на предпријатието во автокоманда. Председателот Атанас Георгиевски вели дека попладнево ќе се состане председателството на синдикатот и ќе биде донесена одлука како ќе действуваат. Огромен број на проблеми има ова предпријатие, се уште немаме земена плата и се уште нема ни најава за земање на плата. Согласно закон, 30% мора да се функционира работата на предпријатието, да не се пречекори законската рамка, другото може да стапи во штрајк. Пожелно би било еднаш да се види кога не работи паркови и зеленило на што би изгледал нашиот град. Лицето на градот го правиме ние. Сите се фалат и се сликаат со лицето на градот, меѓутоа за тоа се заслужни работниците кои не добиваат плата, не добиваат сите додатоци на плата, не добиваат соодветни услови. Председателот на независниот синдикат на државната администрација, Горан Ристески пак, се пожали и на состојбата на објектот на предпријатието, во која немало услови за вработените, поради тоа што течело вода од плафонот и немало соодветно грејење и тоалети. Тој очекува во иднина вработените да добијат пристојни простории. Се претера. Ние бараме град Скопје да обезбеди доволно средства. Средства за плата, средства за работа и услови за работа. Ништо повеќе не бара. Денеска тука ги повикам на идните градоначалници на град Скопје, како и на општините во градот Скопје, со цел да направат увид во состојбите на дел од објектите што ги користи ЈП Паркови зеленило. Но, очигледно немаат желба да ги видат, да се соочат со реалноста во ЈП Паркови зеленило. Ќе продолжиме понатаму, им посакуваме било кој нив да победи. Денешните блокади се продолжение на протестите кои се организираа во континуитет неколку месеци поради доцнење на платите. Вработените предупредија на радикализација на протестите, а по вториот изборен круг очекуваат да седнат на маса и со новото раководство на град Скопје.